Темата на која работев се занимава со проблемот со кој верувам дека се соочуваат голем дел од граѓаните во државата, а се однесува на заостанати неплатени сметки. Во текот на моето истражување во врска со темата дојдов до сознание дека граѓаните влегуваат во еден извршителски лавиринт од кој тешко можат да излезат. Значи се случува човек да има заостаната сметка, например од некои 1000 денари, и одеднаш после извесно време да му стигне сметка дека треба да плати долг од над 10.000 денари. Значи, тука во тој лавиринт се вклучени нотари, извршители, адвокати. Човекот поим немал дека има долг, не добил никакво известување, никакво предупредување за тоа, и така влегува во лавиринт од кој што тешко може да излезе. Целиот проблем се појави некаде во 2011 година, кога околу 600.000 предмети за застарени сметки, комунални сметки, беа префрлени од судовите кај нотарите и кај извршителите, така што судовите повеќе не се надлежни за издавање на платни налози, кои најчесто се издаваат по барање на доверители за неплатени сметки. Со измените кои настана, надлежноста за сите побарувања за неплатени комунални сметки се префрлија кај нотарите. Значи, субјектот на кого му должиш ти пари ангажира адвокат, адвокатот се обраќа до нотар, нотарот испраќа нотарски платен налог до должникот, кој ако не го плати во рок од 8 дена, се активира извршителот. Ако должникот не плати, откако ќе го добие известувањето од извршителот, му следи блокирање на сметката. Ваквото префрлање на платата на старите долгови кај нотарите покажа дека Македонија била вистински рај за нотарите. Тоа беше објавено во студија на Светска банка во јули 2017 година, според која давачките за трудот на нотарите во земјава за да се добие одлука за наплата на сметки во 2017 година биле втори највисоки споредено со 12 земји од Источна Европа за износи над 500 и 1000 евра. Присоци на јавноста и особено на здруженијата НОПА Саран и Стоп за грабежот, владата во 2018 година усвои измени и дополнувања во Законот за извршување и Законот за нотаријат. Главната цел на овие измени беше да се намалат трошоците на најсиромашните граѓани кои не може да си ги платат сметките за комунални трошоци и кои земаат за таа цел мали потрошувачки кредити. Така, со овие измени беа во голем дел намалени тарифниците на нотарите и извршителите, односно парите кои они ги земаат за оваа услуга, така што сега нотарот не може да земе награда повеќе од 500 денари за услугата која ја прави во случај за наплата на застарени сметки. Меѓутоа, здруженијата НОПА Саран и Стоп за грабежот се уште реагираат дека се уште им се блокираат сметките на граѓаните без никакви известувања и ти имаат иницијатива до Министерството за правда да се направат измени во законите во тој дел, да не се блокираат сметките на граѓаните. И исто така она што реагираат невладините здруженија е што ако нотарите и извршителите им се намалија тарифниците на нотарите и извршителите, сега пак адвокатите ги зголемиле своите тарифници, така што ако сега плаќате за нотар околу 2600 денари, за адвокат треба да платите 5200 денари. Според невладините здруженија, излезот од ваквиот грабеж на граѓаните е единствено во тоа на платата на старите сметки да се врати назад кај судовите, односно кај судските извршители.